Дел од парите што ТАВ треба да ги инвестира за карго аеродром во Штип може да завршат за дом за стари лица во Кочани. На оваа тема вчера разговарале кочанскиот градоначалник Николчо Илиев и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Станува збор за сума од околу 45 милиони евра кои турската компанија ќе треба да ги даде за проекти од јавен интерес. Ние имавме таа среќа да имаме готов проект со кој што истрчавме и веќе конкуриравме во Министерството за труд и социјална политика и натаму ќе следиме состојбата и се надеваме на позитивен одговор и конечно почнување со градба на овој значаен проект за источниот регион. Изградбата на дом за стари лица во Кочани е проект кој веќе известно време се турка како регионален, но досега немаше никаков конкретен чекор за негова изградба. Сега општината ќе го достави готовиот проект до Министерството, од каде се надева на позитивен одговор. Свој обид да изгради дом за стари лица имаше и Штип, но овде поради проблеми со одобренијата за градба, активностите на терен се стопирани повеќе од една година. Во оваа зграда штипските пензионери инвестираа околу 30 милиони денари, а објектот во моментов е предмет на судски спор. Прво регионот дом за стари лица доби Берово, но поради високите цени за сместување, интересот од пензионерите е минимален. Изградбата на дом за стари лица во регионот е повеќе од потребен, но за истиот да биде искористен, неопходно е да се понудат солидни услови за паричен надоместок, што сиромашните пензионери од истокот ќе можат да си го дозволат.